Младите да останат и најдат работа во Македонија, да запре масовното иселување од државата и да им се помогне на луѓето со социјален ризик да стекнат вештини да се вработат. Владата представи дел од мерките на оперативниот план 2025-та. Министерката за образование вели дека оперативниот план ќе понуди до едукација, до квалификација или преквалификација на 600 луѓе, за што се предвидени 70 милиони денари. Ќе се одржуваат обуки на луѓето кои ќе се пријават на огласот. Тоа ќе бидат кратки обуки кои ќе нудат вештини во трајање од 3 месеци. Секој од тие што ќе бидат пријавени на овие обуки ќе добие 12.000 денари месечно. Оперативниот план 2025 опфаќа мерки за маргинализирани категории, како граѓани приматели на минимална помош, лица со инвалидитет и жртви на семено насилство. Поставување на вакви мерки кои што се надоградени со подобри услови токму за најмладите и они до 29 години, отвараме буквално можност и вратата да они останат тука во Македонија, да можат да бидат дел од системот за вработување и да буквално својот живот и своето семејство го креираат токму тука во Македонија. Од Агенцијата за вработување велат дека активно се подготвуваат за спроведување на мерките од оперативниот план. Јавните повици ќе се објават со еден план и роковник кој што ќе го определиме и дефинираме, но чекаме решение од страна на Комисија за заштита од конкуренција, каде што они како таква комисија имаат надлежност да донесат решение дали можеби некоја од активните мерки се судрува со Закон за заштита од конкуренција. Оперативниот план 2025 е вреден 40 милиони евра и опфаќа 16.000 невработени, а 65% од овие лица се очекува да бидат млади до 29 години.